Добродојавте назад, подготвени за она што следува. Се надевам дека сте подготвени, иако тешко може да се биде подготвен за резултатите и оној драматичен дел. Бога ми да. Некој сигурно си оди од ова шоу вечерва. Но, ајде чисто за релаксација да погледнеме како им помина на идолите минатата недела. Минатата недела идолите влегоа во просториите на весникот Време и КО.ХР. Значи, ова е редакцијата на Време. Тука се сите новинари од повеќе рубрики. Таму се колегите од КОХА, значи од другиот весник на албански јазик. Според мене Македонски идол е до сега најпрофесионално изведената емисија во Македонија. Значи не само гледаноста, него целиот квалитетот на луѓето е многу значајна, зашто барем според мене за прв пат гледам нашите таленти како излегуваат на виделина, нешто што досега немаа шанса. Изјавите се горе-долу добри, со тоа што верувам дека и нив ги вознемирени се, имаат трима, така да знаат да направат некој лапсус, ама не е ништо многу страшно што би требало да се коментира. Видео на лице место како се прават прилозите за нив. Потоа се упатија во редакцијата на Шпиц. Сакам да ви посакам топло добре дојде во редакцијата на Шпиц, тука се подготвува весникот. Пред настапот во универзална сала ги правеа финалните проби. На сцената излегоа заедно со студентите од Универзитетот ФОН. Идолите ја испеа универзитетската химна. Кога беа дома ги искараа дека ослабнале, па еве веднаш ги однесовме на вечера, да ги поправиме малку. Дејан внимателно одбираше парче со својот стилист. Иван беше во бутик да најде гардероба, но ги најде обожавателите. Со Дејан продолжува потрагата по најсоодветно парче. Иван ја пронајде својата комбинација. Ете така и помина изминатата недела на нашите идоли 6. Време е да ја раситниме таа бројка и веќе добро знаете дека токму вие, драги гледачи, со вашите гласови токму вие со вашите гласови одлучувате кој ќе го напушти ова шоу и кој ќе го пратиме дома, бидејќи македонски идол може да биде само еден. Ивана е веќе во друштво со нашите 6 кандидати. Да погледнеме накусо каква е атмосферата таму. Да, еве сме во црвената соба. Некој вечерва сигурно го напушта шоуто, ќе биде еден или двајца, ќе дознаеме за многу кратко време. Сега да дознаеме што кажа накратко судиите за нашите кандидати. Еден по еден ќе излегуваат на сцената, а потоа ќе кажеме кој си оди од идолот. Ова е најдобрата шестка до сега и навистина ми е многу жал што некој ќе си оди, но такви се правилата. Еден мора да биде македонскиот идол. Се враќаме овде на сцена. Да, драматично како и секогаш. Еден по еден кандидат ќе ги бодриме и еден или двајца ќе испратиме дома. Може да почнеме? Публика? Јана.
Калиопи за тебе рече дека тешка песна си одбрала. Немај страв кога импровизираш понатаму доколку продолжиш во македонскиот идол. Беше вистинска, малку немирна, но сепак дама, рече Игор. Остани своја, прокоментира Тони, а за дуетот ги остави судиите без текст. Јана, како си ми, Јана? Супер. Супер. Да. Што очекуваш? Не знам што да очекувам. Имаш трема? Да. Еден аплауз за Јана. Виктор. Тони кажуваше цитати од твојот Фейсбук, Виктор. Се сеќаваме на сето тоа. Повели седни. Пееш одлично, изгледаш одлично и два пати не излажа, рече Игор. Калиопи не даде коментар. За дуетот бевте одлични. Тони симна капа. И друго не треба што да се додаде освен аплауз и за Виктор. Виктор, повели, да кажеш нешто? Трема дали имаш? Не, немам трема, Што очекуваш? не очекувам ништо, не ќе да очекувам за да не се разочарам. Да, добро, две работи се очекуваат. Ти ли го напушташ шоуто или остануваш во шоуто? Јас не очекувам ништо. Останувам на мојот. Добро. Ние очекувавме многу од тебе и добивме, се разбира, тоа што очекувавме. Не очекувавме до душа оние лоши коментари кои што ги спомнавме, но во секој случај ги опростивме, барем Калиопи така рече. Билјана. Повели Билјана. Билјана повели на сцена. Полека само по скалите. Каде сакаш? Тотален погрешен избор на песна, рече Игор. Верувај повеќе во себе, додаде Тони. Не имитирај, биди Билјана, рече Калиопи. За дуетот не е виден ваков дует на сцената со години. Земи го микрофонот и ајде да прокоментираме. Твои очекувања вечерва? Па, исто јас како и останатите кандидати. Не исто. Едниот рече ништо, другиот не рече ништо. Па, треба да Рече видиме дека како очекува. гласала публиката пред се. Така, јас верувам во себе и знам дека и публиката верува во мене. Така што останува да видиме. Добро. А ќе видиме за многу кратко време. Дејан повели на сцена. Игор за тебе прокоментира вечерва, по навика пееш квалитетно. Седни си, Дејан. Избезобрази се, прокоментира Тони. Нели културно безобразно. Не се чувствуваш ти во онаа песна која што ја испева вечерва, прокоментира Калиопи. Рекоа браво за дуетот и дека беше вистински дует, одлично представен. Микрофонче. Твои очекувања вечерва, Дејан? Па не знам, ова е бројка кај што стварно е без, не знам, не може ништо да се каже. Имаш трема? Стварно сум без зборови. Трема не. Немаш трема. Добро, уште еден аплауз за Дејан ако може. Мики. Тони рече нема штедење кога излегуваш на сцена, излези така. И сега Игор рече
Сигурна работа е дека ќе отпееш одлично и така беше. Седни си, Мики. За Калиописи оригинал. Создадена беше магија во дуетот меѓу коментарите кои што беа од страна на жирито. Микрофонче повели. Само накусо. Твој очекување од гласањето, твој коментар за вечерва или воопшто за овој проект? Па, ви благодарам на коментарите и благодарам на публиката. Прекрасни сте вечерва сите. И што и да биде, ќе биде, тоа. Колешки Иван, има уште некој таму, а? Иван? Кој има? Ајде. Еве, повели Иван. Повели седни. Пошто Иван, еве Ивана, ќе ги каже кусите коментари од страна на жирито. Калиопи беше вистински и покрај грешката. Игор, вечерва Не заслужуваш аплауз, тоа беше заради оној фалш на крајот, колешки, да. Аха, Да. добро. Да. Тони те охрабри и покрај грешката. За дуетот рекоа дека е дует од $1.000.000. Иван. Иван, зошто? Те погодија коментарите? Мислам дека... Добро. Иван. Дејан. Мики. До сега секогаш викавме дека оваа тројка оди понатам. За жал, тоа веќе не е така. Еден од вас ќе седне на едно од столчињата. Може би ќе бидат двајца, а може би и сите тројца. Иван? Иван, одиш понатаму. Мики? Или Дејан? Еден од вас двајца оди понатаму. Еден од вас двајца ќе седне на едно од столчињата. Мики, одиш понатаму.
Јана. Билјана. За жал, двајца од вас ќе седнат на жешките столчиња, а за среќа еден од вас ќе помине понатаму. Но за жал овој пат двете девојки одат напред. Виктор, одиш понатаму. Одиш понатаму. Дејан, Билјана или Јана. За некого од вас идол завршува вечерва. Или може би за двајца. За жал. Јана. Дејан. Билјана. Одиш понатаму. Јана продолжува во македонскиот идол. Сега е моментот. Дејан или Билјана? Режија, еден или двајца? Еден или една вечерва ќе се замине. Ова е моментот кога треба да пресечеме. Кој си оди од македонскиот идол? И бидејќи е тешко, колешки, тоа да го кажеме, ќе оставиме на режија, нека бидат тие лошите. Позади на мониторот, големиот монитор, ќе видите сликата на тој што ќе го напушти македонскиот идол вечерва. Биле, беше одлична, ти посакуваме многу среќа, те очекуваме во македонскиот идол. И знаеме дека ќе успееш и понатаму во музичката кариера. Само биди јака. Да, драги гледачи, овдека се опростуваме од оваа гала вечер. И додека нас не однела суриот деца, да ви посакаме убава вечер и се гледаме следниот понеделник.